Почитуван министре, почитувани присутни представници на владеачкото мнозинство, повторно иста дебата, повторно исти дилеми, повторно недоверба. Едноставно, јас навистина не знам на кого паметен од вас му текнуваат вакви законски решенија да си спасувате партиски функционери преку законски решенија на овој начин, на овој дилетантски начин и едноставно без функционалност, без убедување од страна на министерот, без конкретни податоци, да туркате уште едно законско решение кое што нас не носи чекор кон Европската унија. За жал. Само се не оддалечува. На овој начин, вака функционирање на Собранието на Република Македонија, ставање европско знаменце на секој закон кој што на вам поради лични интереси ви е потребен за да се донесе во Собранието е навистина срамно. Имате изјава заедно со предлог законот, имате изјава за усогласеноста на прописот на законодавството со законодавството на Европската унија. Сега што пишува тука? Веројатно, затоа што повеќето од вас немаат материјали и го немаат ниту прочитано законот, ние сме тука денеска да ви објасниме за што станува збор, бидејќи очигледно и министерот не е баш во текст со работите, ние да објасниме и на македонската јавност да знае. Значи, органот кој што е надлежен орган на државна управа е Министерството за информатичко општество и администрација. Сега, овој предлог закон се усогласува, значи постои поради усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на спогодбата за стабилизација и асоциација меѓу Република Македонија и европските заедници и нивните земји членки и временската спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и европските заедници. Го имате вие видено ова? Навистина ве прашувам дали го имате вие видено ова. Каква врска има овие две комисии со времена спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и европските заедници? Па ова да не е толку сериозно, ќе беше многу смешно, навистина. Ова е многу сериозно. Две комисии се спојуваат во една со единствена цел продолжување на мандати на уште 5 години за лица кои што навистина не ги познавам, не е ни битно, туку битна е вашата побуда и вашата потреба да донесете ваков закон, а од друга страна битно е и што ќе добијат граѓаните на Република Македонија со ова законско решение. Трошиме време, трошиме енергија, кога прво законското решение кој што го имате поднесено во собраниска процедура ви е апсурдно. Не е согласно уставот, не е согласно законските прописи и туркате повторно уште едно ваше вакво решение. Зошто? За на некои лица да им се продолжи мандатот за уште 5 години. Тоа е исто како сега ние пратениците да си донесеме еден закон и да си кажеме нема потреба граѓани си го продолжиме уште 5-10 години, зависи какви ни се аспирациите и какви ни се амбициите на сите нас. Вие сигурни сте дека сакате да донесете едно вакво решение? Навистина е срамно, навистина е не во ред ова што се случува. Понатаму, да продолжам затоа што има уште неколку смешки во оваа ваша приказна. Значи, одредбата од спогодбите која се однесува на нормативната содржина на предлогот на прописот. Значи, прво, да не кажувам за ова изгледот на ова, ќе продолжам. Значи, согласно извештајот на оценската мисија
на Европската комисија за управни постапки. Оценска мисија. Значи, согласно извештајот на оценската мисија на Европската комисија за управни постапки и правда, која се реализираше во периодот од 11 до 14 јуни 2018 година, една од препораките на Европската комисија е поедноставување на системот на одлучување по жалби преку намалување на институциите кои одлучуваат по жалби со поедноставена административна постапка преку напредување на организацијата на работата на комисијата со одлучување во совети во жалбена постапка. Е сега моето прашање. Што поедноставивте вие? Како ја унапредивте работата на комисијата? Вие, почитувани, гледате само да си го решите проблемот од глава. А како ќе ги решите проблемите на граѓаните, воопшто не ви е битно. Воопшто не ви е битно. Дали се потрудивте да се поедностави да не мислат каква државна една комисија, државна втора комисија, државна трета комисија, туку едноставно да се знае кој за што е надлежен. И едноставно да се поедностават работите и работите да тргнат од некаде. Па ние не можеме да очекуваме да се поедностават работите и работите да тргнат од некаде. Па ние не можеме да очекуваме дека ќе тргнат работите кога сега 17 луѓе ќе седнат заедно и ќе одлучуваат по секој еден предмет кој што ќе се достави до нив. 17 луѓе. Како ја измисливте ова соломонско решение? Јас на вистина не можам да се изначудам. И покрај тоа што ќе бидат сите на купче, ќе се намали само бројот на комисиите, односно државна комисија, значи ќе се намали бројот на вкупниот број на комисии во Република Македонија, нема да се намали бројот внатре, затоа што партиските кадри се очигледно многу битни и доаѓаат нови избори и така натаму. И за тоа можем и да ве разберам. Туку, дали видовте што бараат од страна на Европската комисија? Бараат да се поедностават постапките. Бараат да им се помогне на граѓаните во Република Македонија. И оние кои што имаат работни спорови, и оние кои што имаат второстепена, значи сите кои што ќе стигнат до овие две комисии, да им се поедностават се поканува и представник на пауза од еден час да го на побрз и поедноставен начин да стигнат до правдата. Меѓутоа, вие и самото тоа што сите си гледате надоле, очигледно немате одговори. Очигледно и министерот нема одговори на нашите прашања. Поставивме многу дилеми. Затоа, од оваа говорница ќе посакам уште едно нешто само, да се вразумиме сите, прво вие па ние, да седнете да го прочитате сето ова што го нуди ова законско решение, да видите, да се запрашате дали за ова не избраа граѓаните, да решаваме проблеми од денес за утре, а да не решиме ниту еден суштински проблем, да не ја поедноставиме постапката, да не ги решиме оние задолженија кои што ни се даваат од Европската унија, туку проформа да функционираме, како што и се друго правите всушност вие, и да видиме каде ќе стигнеме ние со вакво постапување. И затоа во наредниот период, сега, денес имаме прво разгледување, во второто ќе може да поднесеме амандмани. Се надевам дека ќе поднесете вие амандмани, кои што ќе си ги прифатите, бидејќи ако ние поднесеме амандмани, апсолутно мислам дека ниту еден амандман нема да биде прифатен од наша страна, туку самите да го отворите ова законско решение, да видите за што станува збор, да го измените, затоа што сте решени да го донесете законот каков таков, да го измените барем да личи на закон.
Барем да личи на закон, барем да биде во согласност со Уставот, барем да не носиме закон кој што ќе важи од 1.1.2021 година. И понатаму, нека ви е со среќа. Благодарам.